Новото дигитално време и едуцираноста уште од најмала возраст ги прави учениците многу подложни на корисните, но и на штетните влијанија од интернетот. Редовната и поголема контрола од страна на родителите и наставниците, но и правилната употреба на алатките за заштита на најмладите се од круцијално значење за паметно и безбедно користење на интернет технологиите, смета ресорниот министер Стефан Андоновски, кој тврди дека уште од лани сите училишта биле нападствија, како и тие да ги заштитат најмладите. Сметавме дека ова е начин да ги превенираме опасностите од интернет, а контролата да задржат родителите, да не ја превзема државата, контролата на алатки кои што се исклучително приватни, значи ги користат родители, ги користат деца и би било мешање на државата во домашните работи на секој семејство. Опасноста, секогаш зборувам, е многу голема кога државата ќе реши да забранува определени алатки за определена група на луѓе. За побезбедно справување со овие нови предизвици, Македонија е и дел од проектот МК SafeNet, кој го имплементира Министерството за дигитална трансформација, како дел од мрежата InSafe при Центарот за побезбеден интернет на Европската комисија во Брисел. Во овој проект вклучени се главно основни училишта од повеќе општини, помеѓу кои е и основното училиште Кире Гавриловски Јане од Прилеп. Особено како град и да посветиме внимание и на родителите и на родителската контрола врз мрежите. И јас навистина се согласувам дека интервенцијата во било која алатка значи мешање во слободата на избор, но тоа нема да биде мешање во слободата на избор ако ние како родители постапуваме со особена грижа и внимание кон алатките што и користат нашите деца. Се трудиме преку едукативни работилници, предавања да укажеме на нашите ученици користењето на интернетот да биде безбеден, меѓутоа сами ние тоа секако не можеме да го направиме. Потребни ни се родителите и во чест на 10 февруари, денот на побезбеден интернет, во ова училиште беше поставена изложба од ученички цртежи на тема Користиме безбеден интернет, а се одржа и едукативно забавна програма за учениците, а на кој присуствуваше и министерот Андоновски.